Поштована колешке, прво на почетокот да разјасниме дека овој заем и овие средства се земаат за воспоставување на оној нов познат концепт кој што во изминативе месеци ја малтретиравте јавноста, што треба најмногу да не загрижи. Прво лажевте дека тоа е концепт кој што е од Финска, па ве демантираа, и потоа она што мене најмногу ме загрижува, кажавте дека е автентичен овој концепт кој што ќе се имплементира за прв пат во оваа држава. Господ напомош на таа држава каде што Зоран Заев и Мила Царовска ќе смислуваат автентичен концепт за образование. Понатако, тој е 21,5 милиони евра, 8,7 милиони евра ви се за консултации. Пак онаа добро воспоставена шема на крадење на задолжените народни пари, па ние ќе плаќаме некој да се консултира, да се обучува и така натака. Сега ќе ви кажам кратки забелешки на сите овие компоненти што ги има тука во програмава. Прво, вика во првиот компонент 1.2 за подобрување на условите на училиштата. На кои училишта? По кој основ тие училишта ќе прибавуваат обврска за да земат одредени средства? Понатака, кажете на јавноста дека ќе имплементирате ново екстерно тестирање. Врескавте во 2016 година, врескавте дека тоа не е добро, дека ќе го укинете. Сега ќе направите ново екстерно тестирање. Кажете и го тоа на јавноста. Понатаму, компонента 3, учителска школа, готов проект на ДПМН. Само ќе требаше да го направите. Сега овде сте го ставиле. Плукате, па после ги правите, ама се задолжувате со тие пари, ние ги враќаме, а народов губи време. Истите проекти кои што ги имаше ВМРО ДПМН, сега само реобландирани и вие сте ги ставиле тука за пари кои што ние ќе се задолжиме. Компонента 4, подкомпонента 4.2, ангажирање на консултанти. Тука лежи зајакот. Тука се спрема за партиски луѓе да се вработат. Вака ќе ги крадете овие задолжени пари кои што народот ќе ги враќа, а оние кои што ги прочита колегата Игор по список наведени ќе се вработуваат. Овде лежи зајакот на вашиот интерес за задолжување. Понатака, со оглед дека се збори многу за Кембридж, за минатите влади на ВМРО ДПМН, дозволете само два факта да ви кажам. Ако излеземе малце од ова собрание, отидеме кај платото на УКИМ, ќе видиме две згради. Едната е факултет за физичка култура, другата е факултетот Финки. 6 години шајка е заковано. Зградите сега таму не можете да ги продолжите. Ајде идеме еден чекор понапред. Карши Министерството на дворешни работи, имате готов факултет за драмски уметности, клучна рака и не можете 6 години да влезете во изградена и опремена зграда. Ова е за срамота. А оној концепт кој што вие сакате да го направите, кажете му на македонскиот народ дека единствено што прави е бришење на македонскиот идентитет на сите основи.